Почитувани гледачи, добро вечер. Еве ги вестите кои го одбележаа денешниот ден, 10 февруари 2016 година. Микро и малите предпријатија кои сакаат да го прошират и развијат сопствениот бизнис со отворање на нови работни места може да добијат 92.000 денари државна помош за вработено лице. Ангел Данов. Огласот на кој заинтересираните ќе може да аплицираат е актуелен и трае до 22 февруари. Работодавачите од микро и малите предпријатија може да ја искористат можноста која им се нуди со поднесување на пријава во работните клубови на 30 центри за вработување на Агенцијата за вработување. Финансиската поддршка по едно ново отворено работно место која ја дава владата во соработка со UNDP опфаќа исплата на неповратни средства за набавка на опрема или материјали во висина од 92.000 динари за секое ново отворено работно место. Може да се финансираат најмногу 5 отворени работни места, при што максималната поддршка која може да ја добие микро и малото предпријатие во случај на ново отворени 5 работни места изнесува 460.000 динари. Работодавачот кој би ги добил овие средства има оврскано во вработените лица да ги задржи во работен однос со полно работно време најмалку една година од денот на вработувањето, без да го намалат бројот на вработени. Програмата за поддршка се однесува на сите микро и мали предпријатија со исклучок на оние кои се со регистрирана земјоделска дејност. Предпријатијата треба да се регистрирани најмалку една година, сметано до денот на објавување на јавниот повик, да ги имаат подмирено сите обврски по основа на даноци и придонеси, да имаат остварено добивка во 2014 година и да не го намалиле бројот на вработени во 6 месеци пред поднесувањето на апликацијата. Почна евиденцијата на тутунопроизводителите во Велес. Од 1 февруари до вчера регистрирани 1200 тутунопроизводители. Милица Младенова. Од први овој месец до вчера 50 на тутунопроизводители од Велешкиот регион се пријавили и се евидентирале во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Велес, информира раководителот на подрачната единица Антонио Трајков. Според него се очекува од Велес градско и Чашка да бидат евидентирани околу 1200 тутунопроизводители. Трајков потенцира дека при евидентирањето на тутунопроизводителите им се издава картон, со истиот ќе ги добијат и потребните бенефиции за производство на тутун за годишната реколта од фирмите со кои ќе склучат договори. Раководителот на подрачната единица на Министерството за земјоделие во Велес исто така информира дека евиденцијата на тутунопроизводителите е со цел тие за своето производство да ги добијат и предвидените субвенции кои ги дава владата, а очекувањата на подрачната единица се тутунопроизводителите да го зголемат своето производство и да стекнат подобра екзистенција за своите семејства. Продолжува уредувањето на улиците во селото Иванковци во општина Велес. Во село Иванковци во општина Велес во тек се интензивни градежни работи за уредување на улиците. Активностите се дел од проектот финансиран преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во висина од близу 5 милиони динари. Во посета на ова населено место беше и градоначалникот Славчо Чадиев, кој изрази задоволство од досегашниот тек на работата. Со завршувањето на реализацијата на проектот се предвидува да биде уреден центарот на селото, а ќе се овозможи поврсување на централата со попречните селски улици и ќе се реши проблемот со прифаќањето и одведувањето на атмосферските води. На овој начин ќе се олесни сообраќајната комуникација и транспортот на земјоделските производи и ќе се стимулира развојот на локалната заедница. Општина Неготина утре ќе додели ваучери на семејства кои изминатиот период имаат новородено дете. Маја Алексовска. И годинава општина Неготино продолжува со реализацијата на проектот инициран од градоначалникот Ванчо Апостолов и започнат да се спроведува од август 2013 година за доделување на еднократна парична помош, односно вредносни ваучери во висина од 7.000 динари за семејствата кои имаат новородено дете. Според статистиката од стартот на проектот па досега се доделени над 500 ваучери, а на утрешната пригодна свечаност која ќе се одржи во салата на општина
општина Неготино, градоначалникот на општината Ванчо Апостолов во учери ќе им врачи на уште 85 лица. Од тие 83 се за новороденчиња, од кои на 5 семејства за трето дете, а ќе бидат доделени и првите 2 ваучери во висина од 30.000 денари за лица над 40 годишна возраст кои за прв пат стапуваат во брак. Од локалната самоуправа ги покануваат сите родители кои во изминатиот период имале новороденчиња да присуствуваат на настанот за доделување на ваучерите кој утре четврток ќе започне во 11 часот. Утре на трибина во Росоман, вице-премиерот Зоран Ставревски ќе ги собира идеите на граѓаните од Росоман. Милица Младенова. Утре со почеток во 17 часот во новото основно училиште Пере Тошев во Росоман ќе се одржи трибина на која ќе учествува и вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Ќе се разговара на актуелна тема – идеите на граѓаните и потребите кои што тие ги чувствуваат. Владеачката партија ВМРО ДПМН ќе изнесе проекти со кои планира и понатаму да биде актуелна. Општина Росоман очекува бројност од жителите, присуство и нивните идеи да бидат изнесени пред вице-премиерот Зоран Ставревски и неговиот тим. Очекувањата се исти и на првиот човек на општина Росоман, градоначалникот Стојан Челазов. Стилот на работа на ВМРО ДПМН во овие години е тоа, да ги црпе идеите од граѓаните. И јас како градоначалник, бидејќи ме пратите, верувам нон-стоп, не верувам, не го знам, гледат гледачите на КТВ телевизија. Секоја година идеите ги црпам од местните заедници, ги посетувам, значи кога се прават буџетите, кога се прават програмите, исто така во делот на финиширање на она што се вика изработка на готовите проекти. Во секој момент сум во консултација со секоја местна заедница, односно ги слушам нивните насоки, каде што и како треба да се прави, а тоа е во овој момент го праве и централната власт, односно ВМРО ДПМН преку заменикот премиер, односно министерот за финансии Зоран Ставревски, кој што утре на 11 во 17 часот ќе биде во салата на училиштето и ќе ги црпе баш, значи трибината е баш да ги црпе овие идеи кои што граѓаните ќе ги дадат. Нормално никако локална самоуправа веќе ги имаме инкорпорирано во потребите на граѓаните за наредните програми, но исто така има некои барања кои што една општина како што е нашата не може да си ги дозволе, не може да ги реализира бидејќи барат огромни средства. Мислам дека во овој период имаме простор да министерот за финансии во своите програми кои ќе прават на централно ниво да вметнат проекти, впрочем како што и сега беа вметнати, како што изградба на физкултурната сала, на локалните патишта, да ги вметнат, бидејќи тие без владата не се прават, а ВМРО ДПМН баш е тука за да ги слушне од граѓаните, да види дека навистина тие барат тоа што му треба и за таа цел ги поканувам сите да дојдат, да го побарат тоа од министерот што мисля дека треба да се случи, каде ќе бидат во делот на локалната власт. Ние ќе одговориме, јас како градоначалник нормално дека ќе бидам на таа трибина, а каде централната власт треба да си ја преземе некоја улога, ќе биде вице-премиерот Ставревски и верувам дека успешноста на самата трибина ќе биде она кога ќе дојдат самите предлози, односно успешноста за Росоман од оваа трибина ќе зависи од граѓаните да дојдат и да си го кажат своето мислење што е тоа што треба никако општина да го имаме, а да биде значи помогнато од централната власт и тоа ќе се случи во наредниот период, а јас како градоначалник или идниот наш премиер, председателот на ВМРО ДПМН, господин Никола Груевски, ќе се погрижиме па тоа сето да се преточи во вистински проект, да се изведе и да се направи и да се даде во употреба на граѓаните, како и сите оние проекти кои што еве досега во овој период ги имаме ставено на располагање на граѓаните на Росоман. Утре вечер во Неготино вице-премиерот Зоран Ставревски пак ќе одржи трибина.
Заменик председателот на владата на Република Македонија и министер за финансии Зоран Ставревски, придружуван од владини представници, утре четврток на 11 февруари ќе оствари работна посета на Неготино, во чии рамки ќе одржи трибина на која може да присуствуваат сите заинтересирани граѓани од општина Неготино. На трибината се очекува вице-премиерот Зоран Ставревски да ги представи и образложи проектите на владата на Република Македонија кои се најактуелни во моментов и кои се предмет на интерес кај повеќе категории на граѓани. Трибината ќе се одржи во салата на Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино со почеток од 19 часот. Розалија Димовска по втор пат ја освојува титулата вешта жена на Кавадарци и во мај ќе ги брани боите на својот град на републичката манифестација Вешта жена. Манифестацијата Вешта жена како мултиетничка манифестација во Македонија веќе 25 години успешно ги обединува жените од сите националности во Македонија по надпревар за кулинарски вештини, пред се дружење, негување на традицијата и квалитетот во областа на гастрономијата. Жените од Кавадарци 21 година активно се вклучени во сите активности на манифестацијата и исто толку години на ниво на градот одбира највешта жена која учествува на републичкиот надпревар. Годинава боите на Кавадарци ќе ги брани Розалија Димовска, која и во 2014 година ја понесе титулата за највешта жена. Своето учество на манифестацијата таа го објаснува со низината желба да готви, да истражува, комбинира и се разбира дарбата што ја поседува за декорирање. Се одлучив за масата градина со рози, и така ја крстив масата. Тортата, ќе почнем со тортата. Тортата ја нареков рози, затоа што целата е со цветови од рози, и едно од мое најубилено цвеченце, розата. Може би затоа што сум Розалија името го носам, не знам. Прекрасна црвена боја, ме асоцира на љубов, на убаво нешто, и се одлучив за таа крем, злато боја и црвена боја, таа комбинација за целата маса. Ова диплома што ја освоив на 7.2. ова година како вешта жена на град Кавадарци со општ впечаток. Тоа, во превод би било, да кажам, прекрасна маса, маса со убава креација, со убава торта и главно јадење. Оцени добри за целата маса. За целата маса. Зашто имаме ние 7 дисциплини за оценување. Исто така, а овој пај пекар го добив за учество за сите овие 3 години што бев надпреварувач на ова манифестација. Во рамките на манифестацијата Вешта жена, жените од Кавадарци активно учествуваат и во манифестацијата Етно Вешта жена и влегоа со своји рецепти во книгата од последната манифестација што се одржа во ноември минатата година, ни открива Љубица Минова, координатор во Вешта жена Кавадарци. На 29 ноември одржав Етно Вешта жена, па исто на сите градови. Арнона беше стрикно од поднебието на тој град, традиционални јадења што е. Од тие градови кога се заврши, мислам сето тоа, тие надпревари, така со рецептите, се издаде и една книга, за да се подсетуваат младите, како и ние се подсетивме, како што рековте, од бабите, од мајките, од прабабите, и издадена брошурката, за да се подсетуваат и нашите деца, така нашите внуци, ако мислам се како да се негува традицијата во кулинарството. Времето утре е променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, особено во западните и северните делови. Ќе дува слаб, а на повисоките места умерен ветер, претежно од западен правец. Минималните температури ќе се движат од 1 до 7, а максималните од 8 до 14 степени.
Почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за ова издание на вестите. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.